Денес, драги браки и сестри, би сакал да размислуваме за заедништвото. Тоа ќе биде мотото или темата, насловот за кој ќе разговараме, ќе размислуваме и ќе се молиме на Бога да навистина тоа заедништво што Бог го бара од нас, да се види во нашата средина, во нашите животи, во нашите односи. Едно момче извршило самоубийство. Земало поголемо количество на таблетки за спиење. Седнал на столицата, на столот пред телевизорот и едноставно починал. Телевизорот бил вклучен. Тоа само по себе веќе било лошо, но уште полошо било што тој умрел сам, без заедништво. Никој не е знал за тоа. Иако живел во голем град, имал мобилен телефон, имал фиксен телефон, имал компјутер, имал интернет, електронска пошта имал за комуникација, имал сателитска антена, голем телевизор, имал многу пријатели, а роднините биле далеко и не можел со нив да разговара. Но тоа момче, иако било така наречено поврзано со многу каблови инструменти, сепак бил осамен. Умрел во осаменост, земајки големо количество на таблетки. И дали знаете на крајот како го пронаше дека е починат? Соседите се пожалиле дека нешто од еден стан, од вратата се чувствува непријатен мирис. Никој во зградата не го познавал. Со никој не бил во контакт, со никого не живеал. Малку луѓе го гледале. Дури тогаш кога неговото тело почнало да се распаѓа, го приметиле дека постои тука некој момче. Во времето преку економијата, браќи и сестри, преку оваа економија, на меѓусебно поврзани алатки, на компјутери, сателитски антени, на мобилни и на сети други мрежи, ние се уште, на жалост, можеме да се чувствуваме осамени. Иако живееме во ерата на глобална комуникација. Денеска, ако нешто се случи во нашиот град, за неколку секунди, тоа ќе биде објавено на сите електронски медиуми во светот. Значи, живееме во време кога навистина постои ера на глобална комуникација. Без обзир со колку жици сме поврзани, ние може понатамо да бидеме осамени. Може и во семејство да живееш со голем број на луѓе во тоа семејство. Или во улица кај што има многу луѓе, во зграда на неколку спратови, а да бидеш повторно осамен. Сеќавате вие постарите кога немаше толку програми на телевизиите, кога во Македонија имаше една или две-три програми, и кога завршуваше програмата некаде околу 12-21 часот или 1 час полнок, тогаш што кажуваше спикерката? Добра ноќ, драги гледачи, ви посакуваме добра ноќ, пријатна ноќ. И наутро, некаде може 9-10, повторно се пали програмата и така натаму. Денеска во ова комуникација 24 часа има програми на сите телевизии, но луѓето повторно се чувствуваат осамени, се повлекуваат во себе. И навистина тоа е жалосно. Тоа е некоја иронија. Светот е поврзан како никогаш досега, а некои од нас сепак се толку изолирани, толку осамени, што на жалост како ова момче посегнало по својот живот. Еден човек по име Јанис Јопер ја напишал следнава рецитација. Секој ден кога ќе се вратам дома, гледам дека таму ме чека осаменоста драга. Знаеш, дека ја отворам вратата влезна, ти реков дека Господинот осаменост ме чека дома. Одамна не можам никаде, човеку. Немам никакви пријатели. Човеку, немам никого. Кога доаѓам дома, немам никого. Ништо, човеко, немам никакви животни, немам никого, човеко. Овој човек овде зборува во оваа рецитација, очигледно ја излива својата душа преку овие зборови и ја спомнува осаменоста. Што е тоа осаменост, драги присутни? Што е тоа осаменост? На земја каде што живеат преку 7,5 милиарди луѓе, да се чувствуваме осамени. Зарем е тоа добро нешто? Иако тој број постојано се зголемува, мислам на жителите на оваа земја, често пати, може би јас и ти и ние се чувствуваме осамени. Живееме во помали или во големи градови, во помали или во поголеми села, набиени едни поред други. Само може би добрутро си кажуваме на влезот
градата или во улицата каде што живееме. Тука сме едни поред други. Сепак се чувствуваме осамени, неповрзани едни со други и тоа понекогаш не боли. Толку сме близу, а сепак толку сме далеко. Ние како луѓе копнееме за луѓе. Човекот не е создаден да биде сам, така вели Библијата. Кога Адам бил во градината создаден, во Едемската градина, тој почувствувал осаменост и Бог рекол не е добро човекот да биде сам. Ние копнеме да бидеме прифатени и некаде да припаѓаме. Нашите градови во животот на луѓето создале провали, на жало, за кои како да нема мостови, како да нема оние работи кои ќе не спојат. Иако сме тука едни поред други, меѓутоа како стоиме како дрва и не се препознаваме еден со друг. Во минатото може да спомнеме дека заедниците зависели од географската положба. Например, ако живееш во некое село, тука во сред село има продавница, кооперација и тука е животот на селото, од неколку квадратни метри. Во друго село повторно. Немале комуникација меѓу себе, немало движење, како денеска со автомобили така натаму. Тие морале се потпрат на своите домашни животи да ги превезат или оделе пешки, или преку вода, преку мостови поминувале. Така да, едноставно, заедништвото во старо време имало друг поим на близкост, тука, на неколку квадратни метри. Меѓутоа, денешните заедници се сосема подруги. Иако на село се уште денес има мали заедници, денеска заедниците опфаќаат големи територии. Денешните заедници не се врзани за географија, туку само за смислот на заедницата. Така да денеска заедница може да биде и со Австралија, со Америка, со Канада или во некои западно германски градови или во некои други држави, зашто има комуникација. Денеска можеш да се гледаш, да слушаш, додека таму некој готве, ти може да гледаш, да зборуваш. Значи, денешната комуникација е сосема подруга. Денешната заедница е подруга неголи заедницата пред 50-100 години. Но како да е и денеска, на жалост, има луѓе кои се чувствуваат осамени. Како црква сега ние каде сме почитувани во овој простор? Каде е улогата на црквата како заедница во општество денеска во кој ние живееме? Како може да влие на културата на таа изолација која се негува во нашите градови, нашата црква, која треба да делува нови простори? Еден од најважните аспекти на христијанската вера, односно на значењето на поимот христијанин е концептот заедница. Дали денеска ние одгледуваме, гаиме заедништво? Предмет на нашето размислување ќе биде токму денеска заедништвото. Секако, христијанската вера не значи ништо ако немаме целосна најпрви заедница со Бога. Значи, таа вертикала мора да биде воспоставена, заедница со Бога. Потоа доаѓа она друга вертикала, односно хоризонтала. Човек со човек. Значи, првин треба да имаме заедница со Бога. Ако тука не имаме заедница, ќе биде лоша и човек со човек. Тоа е од пресудно значење. Но токму на таа вертикала со Бога, значи личниот однос помеѓу Бога и човекот, поединецот создава и заедница еден со друг. Заедница преку црквата и еден со друг. Не мислам да одиме во некои самостани да живееме, во некои манастири, така да воспоставиме заедница со Бога. Не. Тоа може да биде дома, во црква, на улица, секаде ние може да воспоставиме заедница со Бога на секое место, а потоа заедница еден со друг. И затоа, почитувани, во Библијата наоѓаме еден принцип на заедништво. Знаете како гласи тој грчки збор заедништво? Коинонија. Тоа се преведува друштво, односно заедница. Коинонија. Дали денеска ние имаме коинонија овде во нашата заедница? Во нашето општество во кој ние живееме. Коинонија е еден од начините на кој Бог ни помага. И затоа Бог рекол на Мојсија: направите ми светилиште да помеѓу вас се откривам, да имам заедница. Зашто првата заедница била пореметена помеѓу Бога и Адам и Ева. Таа заедница била прекината, на жалост, со гревот. И Бог рекол: сакам повторно да бидам меѓу вас. Правите ми заедница, светилиште да се откривам помеѓу вас.
Почитувани, ние сме создадени да бидеме заедно. Ние не сме создадени да живееме сами. Едноставно, Бог сака да се дружиме, да имаме интеракция, но не било каква интеракция. Например, ако сакаме било каква интеракция, може да отидеме во пензионерски дом горе во градот, може да отидеме во некој шаховски клуб, таму да се дружиме, може да одиме во кафана или на фудбалски надпревар и да се дружиме таму со луѓето. Библиската заедница или библиската идеја за коинонија, за заедница е сосема подруга отколку да отидеме во некој спортски клуб и таму да се дружиме. Таа интеракција во црквата создава нешто многу подобро. Тука се открива љубовта на Бога кон нас и нашата љубов кон Бога. Тука во таа црковна заедница. Луѓе кои делат заеднички гледишта, луѓе кои делат заеднички цели, заеднички соништа, зато сме ние овде. Цел живот некој ќе поминеме во заедница. Тука сме да делиме заеднички соништа. Тука сме да се посветиме еден на друг. Тука сме да си помагаме. Замислете на таква заедница. Дали сакате да живеете во една таква заедница? Секако, ајде да прочитаме во Библијата да видиме што Бог ни вели за таа црковна заедница. Одиме, имам повеќе стихови, но ради времето нема да прочитам се, само ќе одиме сега на пример во почетокот во Филипјаните 2 глава. Да видиме што овде апостол Павле ни кажува. Послание до Филипјаните 2 глава, читам 3 и 4 стих. Еве ги текстовите. Исполнете ја, третиот стих. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе. Гледате во таа заедница, во тоа заедништво, ние треба други да го креваме на повисоко ниво од себе си. Павле вели, тоа правете. Не гледајте еден за друг за поголем од себе. Не гледајте само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите. Понатаму може да читаме во Јована 13 глава. Знаете, тоа е време кога Исус бил со своите апостоли во горната соба и кога го воспоставил обредот на понизноста. Овде во Јован 13 читаме 34 стих вели, ви давам нова заповед да се љубите еден љуби вас, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа сите ќе позна дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Исто така може да читате во 1 Јованова 3 глава 16 и 17 стих, Матеј 20 глава 11 стих. Интересно, дали сакаме да живееме во една таква заедница, браќа и сестри? Тоа е прекрасно. Кога секој другиот би го кревал на повисоко ниво, и тогаш ќе нема никакви запирки и точки помеѓу нас. Тоа ќе биде чиста комуникација, чиста хоризонтала, а секако ќе имаме и вертикала со нашиот Бог. Првото значење на зборот кој означува црква било повикување. Црква значи повикан од. Ние сме повикани од овој свет да бидеме во една заедница. Црквата е повикана од светот да биде место каде што ќе се слави Господа, каде што ќе имаме служба на Бога, место на дружење, место на заедништво, место на меѓусебна припадност и подршка, место на љубов и внимание. Значи црквата е, како што вели текстот, повикана од овој свет, а црква е сочинува од кој? Јас и ти. Црквата не е една обична зграда, туку верниците црквата ја сочинуваат. Црквата е повикана од Бога да го застапува. И знаете, ние немаме право на црквата да ја одредуваме цели. Тие цели ги одредил Бог. Ние сме само тука да ги спроведуваме тие цели што Бог ги дал на својата заедница, на својата црква. Навистина, браќа и сестри, тоа е заедница која ќе им служи не само на своите членови, туку и надвор од зидовите од оваа зграда кај што ние членуваме. Црквата е тука да им го покаже Христа на овој свет. Ајде одиме да видиме за првата Христова заедница каква била. Во Дела на апостолите, во 2 глава, овде имаме интересни стихови, кои некои од наши браќа и сестри често пати ги цитирате и вели, и ние така да живееме. Одиме во 2 глава, 44 и 45 стих.
Текстот вели вака. А сите кои поверува беа заедно и се им беше општо. Замислете каква радикална изјава. Сите кои поверува, а колку поверува, ако читате во претходните стихови, после тоа стотици и илјадници луѓе се крштавале, доаѓале во таа Христова заедница. Текстот вели, сите кои поверува беа заедно и се им беше општо. И продаваа стоки и имоти и тоа го делеа на сите, секому според неговата потреба. Дали би сакали да бидете во една таква заедница, драги присутни? Ова е необична заедница. Но да бидем искрени и реални. Во денешното општество, кога ова би го правиле, што би рекли другите за нас? Токму. Тоа не би било прифатено од општеството во кое денес ние живееме. Или тоа би се сметало за нешто екстремно. Најверојатно би биле сметани за заостанати и тоа би го луѓето отфрлеле. Но пред да донесеме и ние таков заклучок, почитувани денеска, и да го отфрлиме ова што првите апостоли го имале, да видиме, да ги проучиме нејзините принципи и темелни принципи зошто тоа било така во тоа време. Ништо нема спорно и денес тоа да го правиме. Може би во друг помалку би го тоа изработили, но сепак овде вели и секој ден беа постојано, 46 стих читам, и секој ден беа постојано и еднодушно во храмот, раскршуваа лепо домовите и примаа храна со радост и просто срце. Што не значи дека тие другите денови не работеле, не заработувале, ностоп се молеле во црква. Од што би живеле тогаш? Ајде ги продали имотите, ги донеле парите во една каса, ги делеле, но тоа се празни. Значи, тие морали да работат. Но текстот само ни го сумира, тој екстракт ни го вади, она најважно. Кај луѓето, кај првите христијани имале заедништво, имале доверба. Еден со друг си помагале. Секако, тие биле во почетокот помалку бројно, но кога се множиле, тамо вели Павле, некои жени, сестри од некои покрајини, пошли да се жалат, не биле посетени. И затоа Павле вели, ајде сега и Петар да воспоставиме што? Црковна структура, ки има ѓакони, ки има старешини, ки има одговорни, кои ќе ги посетат тие друштва, тие групи на луѓе и ним да им се однесе. Но кога се ширило делото, се формирале окрузи, се формирале, значи, регии и поставени одговорни лица, така да сите бидат во контакт, во заедништво. Кој може денеска, да ве прашам, браки и сестри, драги присутни, кој може денес да издржи сам на оваа земја? Кој од нас имаш се што му е потребно? Има ли такви? Сите ни имаме некои своји јаки, но и некои своји слаби страни. Сите ние сме одбрани за нешто, а за нешто не сме способни. И затоа денеска, без разлика, што живееме локално, во своји фамилии и семејства, ние сме потребни едни на други. Токму како што членовите на некој тим се потребни едни на други. Нашиот живот, почитувани, често пати е пон со немири, со непријатни ситуации. Се јавуваат проблеми и затоа се случуваат и кризи, понекогаш од кои не можеме да излеземе на крај. И затоа ни се потребни совети. Од таа. Значи, во заедница кога сме, ние може да си помогнеме еден на друг. Но ако сте дел од некоја заедница, то може да биде позитивно за нас. И не само тоа, ако сме дел од некоја црковна заедница, ние ќе бидеме тогаш во положба да може да помогнеме на други. Од време на време ние од ова место патуваме апел да донесеме храна кој што може. Значи, некој ова, некој она. И тоа кој ќе се здружи, може се спакува во поголем пакет и да се даде на одредена личност. А кога си сам, тоа е капка. Но кога ќе ги собереме нашите донации и тие ќе се зголемат, бидејќи како црква, тогаш ние делуваме како заедница и може да им помогнеме, да им пружиме помош на другите. Да станеме член, почитувани во некоја црковна организација, не е исто како да бидеш член на некој фудбалски тим.
Може би негде членувате во некоја организација, дали спортска или шаховска и така натаму. Црквата не е место само каде што нешто ќе добиеме. Ако само чекаме црквата да ни даде, сме ја промашиле целта. Да, црквата е тука и да помогне од време на време. Меѓутоа, напротив, црквата е место каде одиме и да дадеме нешто. Тоа е како да работите во еден тим. Тимот има своји цели. И кога ние сме членови во тој тим, и ние се опатуваме да ги оствариме тие цели на таа заедница. Како и во многу други тимови, ние мора да допринесеме во таа група, како би таа група секако напредувала. Сите кои доживееле нешто, што значи да се дава, кои го тоа искусиле, тоа е навистина нешто пријатно. Ако си во состојба на некого да му дадеш, да му... Библијата вели, рака која дава, не се исушува. Рака која дава е секојаш одзгора над она која прима. Тоа е благословот кога може да дадеме во таа заедница во која живееме. Не само да очекуваме, туку колку што можеме и да допринесеме во таа заедница што Господ ни ја дал. Апостол Павле, ајде отвориме во 1 Коринќаните 12 глава, зборува за единството во црквата. И тој дава една споредба со човечкото тело. Интересно, Павле се служи со многу слики во своите проповеди, се со цел да им каже на луѓето порака и таа порака да ја разберат. Во 12 глава читаме од 12 стих. Малце повеќе стихови се, но еве ќе земеме неколку кратки минути. Читаме 1 Коринќаните 12, од 12 до 25 вака вели. Зашто како што е телото едно, има многу членови и сите членови на телото, иако се многу, едно тело се, така и Христос. Зашто ние сите сме крстени преку еден дух во едно тело, било јудејци или грци или робови или слободни, и сите сме напоени од еден дух, зашто телото не се состои од еден член, туку од многу. Ако ногата рече, бидејќи не рака, не му припаѓам на телото, тоа не ја прави да не е од телото. Иако увото рече, бидејќи не сум око, не му пречам на телото, тоа не го прави да не е од телото. Ако целото би било око, каде би бил слухот? Ако се би било слух, каде би било мирисањето? Но Бог ги поставил членовите во телото, секој од нив, секој еден од нив, како што му било угодно. Ако пак сите би биле еден член, каде би било телото? А сега се многу членови, а телото едно. Не може окото да ја рече на раката, не се ми потребна, или пак главата на нозите, не сте ми потребни. Туку попотребни се оние членови на телото што изгледаат послаби. Интересно. Тие послабите како некојаш да се поважни. И по големото почитување им даваме на оние членови на телото за кои сметаме дека не заслужуваат почитување. Нашите неогледни членови имат поголема пристојност, а на пристојните тоа не им треба. Но Бог го сложил телото, давајќи му поголема чест на оној член која нема. И сега Павле завршува. За да нема раздор во телото, туку членовите еднакво се грижат еден за друг. Интересно, сега ако го наблюдуваме нашето тело, човечкото тело. Имаме разни органи. Некои можеби не ги приметуваме, но тие се во процесот на нашето тело, на нашето организам. Павле вели овде за окото или за увот и така натаму. Павле овде ја гледа црквата како некое компликувано тело, но сепак тоа така убаво функционира. Секое лице е различито во делувањето и во црквата Господова. Ние сме сите различити, со разни дарови способности. Некој убаво знае да пее, некој да организира, некој да пречекува гости, некој да испреќа гости, некој да организира разни служби така натаму. Значи сите ние имаме барем, како што вели апостол Павле, еден дар. Ова е неговиот опис како црквата треба да изгледа, драги присутни. Не смеме ниеден од нас да се чувствуваме дека сме отфрлени, дека за мене никој не води грижа. Ако си редар поставен, обаува таа служба со најголема ревност, со најголема љубов. Ако си поставен овде да проповедаш, подготви се, да го нахраниш стадото, да ја нахраниш службата со добри мисли, со добри зборови. Ако си поставен за некоја друга служба,
Служи како на Бога, а не како на човек. Павле тоа го кажува со ова символика, со ова споредба на човечкото тело. Ние сме тим. Да работиме соло. Не може во еден тим, спортски тим, фудбалски тим, секој да работи како што сака. Тие го слуша тренерот. Тренерот им дава обврски, им дава задачи. Нашиот тренер е Бог. Тој ни дава обврски преку Библијата. Ние сме тука да ги спроведуваме целите што Бог ги зададел на неговата црква. И така како секој тим што си помага еден на друг, они што се во тимот, и ние треба да се подржуваме, браќа и сестри, еден со друг. Црквата во својот најдобрат облик е многу повеќе од еден обичен тим. Таа е повикана пред се, број еден, да сведочи за Бога. Таа е повикана на луѓето во светот да им го понуди она што е подобро од овој свет. Ако ние им нудиме нешто реално или нешто пониско од овој свет што го нуди, тие ќе одедат таму. Ние треба да им понудиме нешто многу повисоко, на повисоко ниво од овој свет што им го нуди. Црквата второ е повикана да служи. Секој член е повикан да служи за другите. Црквата како целина е повикана да му служи и на светот во кој живееме. Да му го открие Бога, прво, да му служи на овој свет, да го открие карактерот, сликата за Бога. А тоа сме ние, јас и ти. Во вистинскиот смисол на зборот, црквата е повикана да го застапува Христа пред луѓето. Ако го проучиме Христовиот живот, ќе видиме Исус како ги повикува луѓето. И кого Исус воздигнува во својот живот? Кого? Бог, неговиот татко. Едноставно, Исус, иако бил еднаков со Бога, тој сите луѓе ги насочил кон Отецот, кон таткото. Тоа е и нашата задача денес, почитувани. Но, ајде малце да подзастанеме и да признаеме дека искуството на црквата сепак не е така сјајно. Ова е идеал, што го читаме во Библијата. Но ние, како членови на црковната заедница, на жалост, понекогаш не сме на тоа ниво што Бог го бара од нас. Понекогаш тој тим не соработува баш најдобро и може би своето внимание го насочува на некои милливи работи. Или овој се толку не привлекува што немаме време за Бога. Може би во проценти повеќе за овој, а помалку за Бога. Може би тоа е ваше искуство, не знам. Сепак црквата треба да биде многу повеќе од тоа. Таа треба да биде полна со прифаќање, опростување и љубов. Тоа се три работи за кои јас малце сега ќе дадам поголем нагласок. Прифаќање, да ги прифатиме луѓето такви какви што се. Второ, простување. Ако Бог ни простил, кои сме ние да не простиме? И трето, ако е Бог полн со љубов, зашто суштината на Божиот карактер, вели Библијата во 1 Јованова, е љубов. Кои сме тогаш да не здравиме со љубов кон оние на кого им е потребна таа љубов? Кога го читаме Христа, неговиот живот, гледаме дека тој пред се на луѓето им ги простил гревовите. Ние не може да им простуваме на луѓето гревови, освен ако некој мене лично ми сгрешил. Знаете, светот е место кај што нема прошка. Таму или си горе, или те нема. А горе нема место многу. Мислам на врвот. Таму нема многу место на врвот. Таму само неколку може да застанат. Сега си горе, утре си долу. Се вртат работите во овој свет. Црквата, напротив, треба да биде место каде ќе понуди простување. На оние на кои на друго место не може да најдат прошка. Црквата треба да биде место каде таквите ќе го запознаат Бога кој простува. Ние не како луѓе да простуваме на греови на луѓе. Тоа Бог го простува, го прави, но ние треба да бидеме насока на тие луѓе да ги насочиме кон Христа. Еве еден краток пример за еден христијански писател кој работел во едно црначко гето во Америка. Тој сретнал таму една жена која ја терала својата 8-годишно девојче да се проституира како би можела да за себе да си купи дрога. Ја продавала својата мало девојче од 8 години. И така во еден миг тој одел низ таа улица, ја видел жената таму како стои и спомнал: Господјо, сакате ли да дојдете во црква? Црква, одговорила жената. Уште полошо би се чувствувала. Што мислите, зошто ова жена така одговорила?
Очигледно има лошо искуство. Може било во некој заедница, тие таму што направили со неја? Како фудбалска топка ја злоупотребиле, односно со нивните совети, со нивните критикувања, жената се почувствувала многу тажно. Што секако не треба тоа да го одобриме, но црква треба да биде место кое што таквите ќе се прифатат, ќе се негуват, ќе им се помогне и ќе се насочат кон Христа. Христос е тој кој може внатрешно почитување да излече таквата личност. И од овој миг, вели овој проповедник, овој христијанин, подобро разбрал што значи за него верата, благодата и црквата. На таа жена не е било потребно додаток да ѝ се дометне вина, кога таа била до гуша во вина, во грев. И сега ние да ѝ наметнеме уште повеќе, таа ќе избега, без разлика кој да е. На неја не е било потребно заедница, на луѓе, кои знаат што значи простување, оние кои може да понудат простување и да им помогнат во низините болки што таа ги преживувала. И низината ќерка да пронајдат излез во таа ситуација во која се нашле. И токму црквата, заедницата во која ние членуваме, почитувани, треба да помага, треба да дава, не да советува. Со плачните какви да бидеме? Со радосните да се радуваме, не да попуваме. Еден проповедник бил повикан во едно семејство кој имале смртен случај. Им починало млада особа, девојче. Знаете, доаѓале верници и им рекле: сестро, биди храбра, ќе ја видиш таму на новата земја. Брате, биди храбар, и така ги завршила сета таа церемонија. После некое време семејството негде кажале: доаѓа верници, добро беше што доаѓа, не храбрија. Меѓутоа проповедникот ништо не ни кажа за новата земја, туку цело време плаче со нас. И тоа беше најдобро храбро за нас. Знаете, ние во тие ситуации сакаме да им помогнеме со зборови. Значи има време кога треба да молчиме. Што вели таму Соломон во своите изреки? Има време за сеидба, има време за корнење, има време за плачење, има време за радост. И затоа Библијата вели: плачете со плачните. Кога е во таква тешка ситуација, не еден збор што ќе го кажеме нема да допре до умот на таа личност, зашто е блокирана. Библијата вели: радувајте се со радосните, плачете со плачните. И затоа, ако некој затропа утре на нашата врата овде, во нашата црковна заедница, да ја примиме со раширение, без разлика кој да е. Замислете некој да дојде утре и ќе каже овде, вели: Господе, јас се дрогирам. Како ќе го гледаме ние? Или јас имам сида. Ќе се префрлиме на другата клупа веднаш? Колку сме ние духовно јаки да го прифатиме тој, таа или тие? А ќе има случаеви. Ќе се поздрави со тебе, а после ќе рече: јас сум зависник, ја имам сида. Ќе одиме веднаш долу во тоалетот да се ги миеме рацете? Тоа е прашање за мене пред се, за сите нас. Црквата треба да биде заедница, место која помага, која дава. Исус рекол: на оној кому многу му е дадено, што се очекува од него? Многу. Црквата треба да биде исполнета со луѓе кои го тоа доживеале, кои добиле многу од Христа. Јас спомнав и синуќе во темата за онаа жена која дошла кај Исуса. Простова, колку пати? Многу пати. Но таа се издигнала на крајот. И сета своја заработувачка во едно шишенце масло. Имам тука масло, еве во ташната ми е, сакам да го покажам визуелно. Но таа сета своја заработувачка ја за миг истрошила на нозете на Исуса Христа. Со тоа покажа дека вечно сум ти благодарен, Исусе, што не ме отфрли, а можеш, Исус, да ја згазе како отфрлена мастика или жвакаче на патот. Исус ја даде шанса. Исус ја прифати како своје чедо. Црквата треба да биде црква место на простување, на подршка, а не осудување. Уште еднаш да нагласам, почитувани. Црквата треба да постои, да го застапува пред се Христа пред светот. Христос ги лечил луѓето. 3 работи Исус лечел. Емоционално, духовно
и физички. Емоционално, духовно и физички. А според Библијата, Бог и дарува на црквата дарови кои овозможуваат и ние да правиме, да лечиме емоционално, физички и духовно. Дали можеме? Можеме. Добро, физички секој не, ама тука се лекарите, имаме лекари кои можат физички да дадат диагноза и да помогнат на некоја личност која е болна. Духовно исцелување. Па ние секој петок овде духовно покушаме да ги лечиме луѓето, секако преку Светиот Дух, не ние како луѓе, но Бог работи преку луѓе. Им презентираме вистина. И луѓето полека како еш се отвараат, полека. Излегуваме на улица, кај што се приближуваме до луѓето, секако кој што може, работи според даровите. И на тој начин сакаме на луѓето да им помогнеме духовно. Еден пријател, не излегов два пати и гледам, ме чека следниот ден. Во едно кесе држи нешто и вели, кај си пријатели, пола час те чекам. А што е работата? Ми го враќа календарот. Зошто? Затоа што неделата не бил седми ден, туку саботата. Знаете, во нашиот календар. И тоа беше прилика да разговараме. Меѓутоа календарот не го фрлив, него намина друг човек па го зеде. И ден ни барат календари. Тоа е момент кај што човекот ќе му објаснам дека и во календарчето православно пишува сабота седми ден. И во други календари, и не треба ние според тие човечки календари што се отпечатени да се равнаме. Велам, имате Библија дома? Немам Библија. Па зошто немате? Православен се нарекувате. И така, моабет може да правите цел ден со луѓето. Тоа е духовно водење чекор по чекор. Понатаму рековме емоционално. Некои од нас и тука може да помогнат. Емоционално, со совет, со разговор, да го изслушаш. Да го изслушаш 1 час, 2 часа и после ќе рече, таа особа, таа личност сега ми е по-добро. Сега се чувствувам попријатно, зашто има некој кој ме сослуша. А денеска ние зборуваме за заедништвото. Каква е нашата заедница пред се со Бога, таква ќе биде луѓето. Ајде да одиме во Матеј 25 глава и да читаме при крајот на ова размислување нешто што ќе биде многу тажно еден ден ако ги слушнеме овие зборови што Исус овде ги поставил. Матеј 25 глава. 25 глава, 35 до 40 стих. Еве ги текстовите. Матеј 25, 35 до 40 стих. Зашто огладнев и ми дадовте да јадам. Ожеднев и ме напоивте. Бев странец и ме примивте. Бев гол и ме облековте. Бев болен и ме посетивте. Бев во темници и дојдовте при мене. Тогаш праведник одговорат и речат: Господе, па кога беше ти гладен? Па кога те нахранивме? Или жеден те напоивме? Кога те видовме како странец и те примивме? Или гол и те облековме? Кога те видовме болен или во темница и дојдовме при тебе? А царот ќе им одговори. Што ќе им каже? Вистина ви велам, колку му направивте на еден од овие мои најмали браќа, мене ми направивте. Кога бевте последен пат во болница, драги присутни? Дали сте биле? Колку е убаво кога си во болница, мислам не е убаво што си во болница, него кога си присутен во болница, некој да те посети. Дали тоа е пријатно чувство? Тоа е чувство што не се опишува со зборови. Мајка ми беше 40 дена во Скопје во болница. Бидејќи не ја познават во скопските цркви, јас се јавив кај некои верници и ја посетија. Тоа за неа беше како на седмо небо се наоѓа. Во болница, осамена стара жена, некој да ја посети. Некој да ја каже добар збор, да ја се јави по телефон. Не е тоа понудата што ќе се понуди, тоа не е важно. Важен е добриот збор. Тоа се памти цел живот. Овде Исус вели дека ќе дојде ден кога некој ќе каже: Исусе, па кога ти беше болен? Па кога беше гладен? Од ова место често пати ние повикуваме да допринесеме со своите дарови. Добро е. Еве се создава сега на количина на храна. Вчера бев неготино, синоќа, и повторно у некое село друго повик сиромашни за храна. Почитувани, знаете колку луѓе има кои се сиромашни? Знаете колку има без ручек ќе биде денес или ќе си легнат без вечера? А може би ние сме малце погоре, Бог не благослови, може да одвоиме 1 килограф,
jedno kilo oris ili ono što imamo. To je всушност исполнување на ова што Исус вели, не ве познавам. Ако го направивте на еден од моите, вели овде Исус, како мене да ми направивте. А тогаш праведниците ќе кажат, о Господе, па кога ти беше гладен? Па кога ти требаше грав да ти донесеме? Па кога ти требаше да те посетиме во болница? Ако не можеме физички, јас синек ја спомнав и во Неготино, ако не можеме физички, имаме сега мобилизација, свртете телефон. Знаете колку тоа ќе допринесе за таа личност да се охрабри? Некои од нас се болни, дома седат. Од физички се болни, не можат. Да свртиме телефон, да ги охрабриме, да им кажеме, ние се тука молиме за тебе. Ние мислиме на тебе. Колко е тоа полесно, кога ние го работиме ова и како организиран тим, во тоа е целта на црквата. Тоа оно што треба црква да го работи, таа треба да биде водич. Ова е нешто слично како чувар на паркинг. Знаете, црквата и низините членови се водачи. Ние треба да ги насочиме луѓето кон Бога. Работата на чуварот на паркингот е да покажува и да насочува каде има слободно место. Тоа е целта на тој што работи на паркингот. Да ти отвори капијата, ако се отвара автоматски добро, но ако е рачно, ќе ти рече там оди, имаш слободно место. Црквата и низините членови се тука да го насочат човекот кон Христа, кон вечниот живот што тој го нуди. Црквата е повикана да луѓето ги упатува кон Бога, бидејќи не мора да бидеш христијанин, драги мој, за да помогнеш, така? Дали помагат христијани? Помагат колку сакат. И тие обликуваат голи, мислам, кои нема што да носат, и тие хранат гладни, и тие прифаќаат бездомници. Секој тоа може да го стори. Но кога тоа се прави преку заедница, има на поголемо ниво, тоа има поголем ефект кога тоа го правиме преку заедница. Црквата е место кај што ние го застапуваме Бога и во име на Бога, на заедница, настапуваме и носиме помош на таа или на тој. Како во фудбалот, невозможно е поединецот сам да ја заврши целата работа. Не можеме сите да бидеме голмани. Ке има ли ефект за еден фудбалски тим ако се сите голмани? Да се наредат на 7 метра овде на стативата. Ке има ли ефект? Некој треба да дава гол. Така е, некој треба центар да биде. Некој полутка, како се вика тие имења, некој да напаѓа. Сите ние име своји дарови. Сите ние име своји дарови. Каква би била користа, Павле вели, читавме овде, а колкото се одвои од телото? Или увото, односно срцето. Тие тука ќе постојат, но нема да функционират. Нема да делуват. Едноставно, може би вие сте окото. Но ако не сте во склоп со телото, неке може човекот да гледа. Неке можете на човекот да му возможите да гледа. Око сте, но ако не сте во склоп на телото, ништо не вреди. Око за око само ќе си остане. Или срцето, или увото. Но ако сте поврзани со телото, тек тогаш ќе можете да ја завршите својата задача. И затоа, браќа и сестри, драги пријатели, да не се одвојуваме од телото, мислејќи дека подобро ќе функционираме, тоа е лага. Тоа е ѓаволска тактика, да не одвои од телото, мислејќи дека сами ќе функционираме и ќе направиме ново тело. Невозможно е. Срцето може да биде одвоено и да функционира некое време само, ќе умре. Или било кој орган од нашето тело. Црквата може да функционира како мост помеѓу нас и другите луѓе. Да ни овозможи да ги приметиме другите кои се околу нас, дека им е потребна помош и да може да им ги решиме нивните проблеми. Да завршам. На примерот од почетокот на момчето. Го заборавивме или не? Она момче кое си го взело животот со пиење на таблетки. Умрело, каде умрело? Пред телевизор, огромен телевизор. Голем телевизор. Со многу каблови, со мноштво комуникациони врски. Но мора да признаеме, не треба да видиме пророци, дека тој не би умрел во осаменост и во очај, ако бил некој од некоја заедница да му помогне. Една сестра, ја знаете, нема да го спомнам името, пред многу години
došla во таква депресија да посегне по својот живот. Две сестри, јас сум работел со нив и се крстени во нашата заедница се. Значи за две сестри зборувам, кои дојде во таква депресија од разни причини, сега да не ги спомнам, да посегнат по својот живот. Едната, таа ноќ, кобна ноќ, една наша друга сестра била пријателка со неја. Заедно работеле. Нешто од сврти телефон на својата пријателка. И таа врти телефон. И се јавува, што правиш? Еве, тешко ми е, сакам да се го одземам животот. Сакала да се по терасата. Како тоа? Веднаш доаѓам кај тебе. Дошла сестрата, воспоставила комуникација и денеска таа наша сестра живи здрава. Друга сестра, исто така, семејство е посетува, ја кани кај нив. И така, после ние дојдовме, разговаравме, и таа денеска сестра е наша сестра, верничка и радосна во Господа. Ова момче не би го одзело животот, почитуван ако некој од некоја заедница имал комуникација со тоа момче. Не бил умрело во саминост и во очај. Каде би бил сега тој? Кој знае што би работел за други? Каква штета? И затоа, почитувани, ние денеска сме во црквата Господова, којнонија, заедништво на верниците. И сосема на крај, ајде да отвориме 1 Јованова 3 глава. Читаме 1 глава од 3 до 5. Тоа се завршни зборови за нашето денешно размислување. Ова порака нека ни остане на срце, што Јован ја кажува. Порака која да ја доживееме и ние во нашето заедништво. Еден со друг, пред се со Господа, но и еден со друг. Овде читаме во прва посланица Јованова, 1 глава, од 3 до 5 стих. Еве, кратки зборови, но многу силни за нас денеска. Јован вели, она што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со Таткото и со Неговиот Син, Исус Христос. Ние ви го пишуваме ова, за да биде вашата радост полна. Нека Господ ни помогне, браќа и сестри, да навистина во заедништвото Господово, во црквата Господова, се чувствуваме сите пријатно, да не се чувствуваме осамени. Ако почувствуваш нешто такво, сврди телефон до најблиската сестра во која имаш доверба, односно која ти е најблиска, до братот, кажи што те мачи, во смисол да се молиме еден за друг. И така, Павле вели, молете се еден за друг. На тој начин нашето заедништво ќе биде многу почврсто. Павле вели овде, кога ќе има заедништво и со Таткото, и Неговиот Син Исус Христос. И ови го пишувам за да биде вашата радост полна, силна, јака. Навистина, што за мене представува заедништвото? Еве прашање за сите нас. Заедницата ги означува луѓето кои меѓусебно се познаваат и внимаваат на други. Тоа е место каде што јас се чувствувам како дома. Да не се чувствуваме во црковната заедница како странци, само да дојдеме на еден час и да не нема цела седмица. Треба да биде место кај што постојано ќе се дружиме. Еве, младите почнуваат тоа да го заживуваат. Можеби ние повозрасните ќе се договориме и преку седмицата да се доаѓаме овде, да се дружиме. Па ние немаме место каде во овој град да се дружиме, зашто немаме заеднички цели. Таму ќе се дружиме на друг начин, кога работиме, кога продаваме на пазар, кога сме во некоја институција, тука се дружиме, но не е потребно и заедништво и преку сабота, не само во сабота. Нека Господ ни помогне да го цениме заедништвото и да бидеме активни во тоа заедништво. Амин.